44-годишниот струмичанец Никола М е жртвата која е човекот кој што го загуби животот во синоќешната страшна сообраќајка која што се случи во Турција. Според информациите од Министерството за надворешни работи, 38 патници биле во автобусот, еден е починат и во текот на денот од Министерството вела дека соработуваат со државните органи во Турција и со сите надлежни и за сите податоци кои што може да ги соопштат. Во трагичната несреќа, според досегашните информации на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, за жал животот го загуби едно лице, додека околу 40 на граѓани се повредени. Ова се информациите од соопштението во Министерството за надворешни работи. Тие исто така објавија и броеви, телефонски броеви, кои што верувам дека во моментов може да ги видат гледачите, за сите оние кои што се засекнати, кои што имаат роднини или пријатели кои што биле на овој автобус, да добијат информации. Јас, како што кажа и колегата Исмет, од изјавата на генералниот конзул во Истанбул Зерин беше објавено дека најголем дел од граѓаните кои што беа повредени во овој автобус се биле полесно повредени, додека само 17 се хоспитализирани, а еден можеби е во потешка состојба, додека сите други биле во полесна состојба. Од тие 17, 10 се веќе пуштени во моментов во трите турски болници. Има само уште 7 патници од страшната сообраќајка. Исто така таа во изјавата за телевизија Нова рече дека најголем дел од граѓаните кои што се јавиле им ги дале сите неопходни информации за нивните роднини и пријатели. Предлагам да ја погледнеме изјавата. Дали може да ни кажете пред се каква е состојбата со повредените и каде се наоѓаат, особено овие што се во критична состојба? Да ви кажам дека во моментот во критична состојба, значи уопште нема. Според досегашните информации, синоќа околу 12:30 часот по локално турско време се случи тешка сообраќајна несреќа во која учествува македонски туристички автобус кој бил управуван од македонски државен агенцијата Бога Транс. Несреќата се случила во близина на местото Малкара, околу Текирда. Во несреќата животот го загуби еден македонски државјанин, додека 17 патници се повредени. Според досегашните сознанија што ги имаме, едно лице имаше неопходно да се изврши хируршка интервенција во делот на долните екстремитети, која не е во животна опасност. Сите повредени од несреќата со екипи за брза помош беа пренесени во најблиските државни медицински центри во Малкара, Кешан и Едрене, при што беа хоспитализирани околу 17 лица, од кои околу 10 се пуштени од болница и се очекува во текот на денот да бидат пуштени и останатите кои се со помали повреди. Во врска со целиот случај, најнепосредно е инволвиран генералниот конзулат на Република Македонија во Истанбул, кој е во постојан контакт со надлежните провинцијски и локални власти и болници и се прават максимални напори што е можно побрзо да се обезбедат целосни информации во врска со сообраќајната несреќа и здравствената состојба на повредените. Значи, како што слушнавме, генералниот конзул Зерин Абас во Истанбул рече дека веќе била ги посетила најголем дел од повредените и според незините информации таа разговарала со возачот. Тој не е во притвор, додека телото на починатиот струмичанец, според незините информации, било однесено во Истанбул на обдукција, пошто најверојатно ќе биде транспортирано преку дипломатски пат во Македонија.